коуч. Сега ќе видите каков лайф коуч сум ја. Она, животен тренер, тренер за успешен живот, за добар живот. Не овие говеда што собираат групи, лайф коуч им прават, ги учат како да живеат и пари им наплаќат. Ја бесплатно ќе ви дам една од најубавите лекции, да видите што е лайф коуч. Да не се заебете никад и да не ве заболе у таква ситуација каква што сега ќе ви опишам. Ќе ви дам по една лекција секој ден и ќе станете скоро совршени. Ако сте мажи, секоја мајка ќе ве посака за зет. Ако сте жени, секоја свекрва ќе ве посака за сна. Така ќе направам од вас едни супер луѓе. Уберменш. Немој ова бугареве да го чујат уберменш, одма ќе им текне нешто на Хитлер, на не, ова за вас не важи. А се однесува некако на вас, но за тоа потоа. Ајде да почнеме со лайф коучингот. Бесплатен. Дури нема ни subscribe кај да стиснете на моје вакви. Тоа све тотално е онака. Ајде, free of charge. На џутуре. Гратис. Келепур. Све живо измеш. Нема везе. Значи, да почнеме со лайф коучингот. Јас сум вашиот лайф коуч или тренер за успешен и добар живот Сашо Тасевски. Сите вие, ја треба кој вие што се тренириве за здрав живот, за убав живот и да направам некоја фаца насмеана, пријатен гласот, да го направам свилест, за да допрам повеќе грас, да сватите колку сум ја позитивен, иако приватно може да сум тешка будала. Дури наркоман, дури, како да ви кажам, човек со многу краток фитилј, хистеричен, параноичен, нарцисоиден. Ама, кога тие тренери вака јавно ја држат својата животна лекција, а самите се за убардовци да ги пратиш, се секогаш насмеани, гласот им е многу нежен, они даваат животна лекција на широкиот аудиториум, од тоа монетизираат, зимаат пари, или водат групи за успешен живот, кај што вежбаат да имаат квалитетен живот, добар живот. И они се секогаш вакви. Но, да преиме на главно, не паламудам, као лайф коуч, да паламудам, ајде. Значи се вака пак лайф коуч гласот да направим. Драги мои следачи, секој од вас веројатно има по некој човек од своето обкружување, подалечно или поблиско, што многу му помогнал во животот. Дури многу од вас ќе кажат дека, ама како, па тој човек еднаш ка ме извади од ненормални говна. Како тој човек кој што еднаш така ми помогна, ме извади од многу загрозувачка ситуација, вака или онака. Како може после тоа 10 пати да ми го начука? И како јас, знаеки дека тој 10 пати подмолно ми го начукал, без да знам, сум дознал после 10 пати начукуење, како јас да расчистам со тој човек? Дали јас можам на тој човек да му кажам дека е говно? Дека е кретен? Дека е ѓаол? Можам ли да му кажам? Пак нешто, мене некое чувство за благодарност што имам кон него, затоа што еднаш ми помогнал, некогаш ме извадил од тешки говна. Како јас сега да му кажам на тој човек дека повеќе не сакам со него да имам контакти, не сакам ова, не сакам ова. А она што ми помогнал, благодарноста, чувството на лојалност, некој некогаш ти извадил од тешки говна. И како може тој да биде лош човек после тоа 10 пати да ме го начука? Па тоа е невозможно. Како е тоа? Сите вие имате по некој ваков
во околина или ваков случај, да некој ете така еднаш ви помогнал, понекогаш и 2 пати, ама затоа после тоа 20 пати ви го начукал. И често пати бил причина за тоа да шири за вас лажна слика гради во вашата околина, кај што за вас ќе помисла дека вие сте тој што не заслужил ништо, што ова, што она, што е лошиот, што е ова, демонот и така натаму и така натаму. Имате такви луѓе многу. Секој од вас има барем по еден таков. И сега да ви кажам, за таквите луѓе, зашто треба бескрупулозно, без трошка благодарност за тоа што некогаш ви извадил од гомна, зашто треба без трошка благодарност да го откачите од вашиот живот, да му кажете дека сте сватиле, дека без разлика што некогаш ви помогнал, после тоа уште 10 пати ви го начукал. Дилемата ќе ви ја разрешам со една многу проста споредба. За да немате кон овие луѓе ниту благодарност, ниту лојалност, ниту да ви биде криво што сте ги откачиле. Затоа ќе ве прашам ќе ви поставам прашање. Ако имате 10 кила мед и во него ставите 100 грама гомна, што ќе јадете? Мед или гомна? Секој од вас сега, длабоко задуман, замислен на тоа моje прашање, веројатно го носи најлогичниот одговор. Да, ако имаш 10 кила мед и во нив ставиш 100 грама гомна, секако дека не јадеш мед, туку јадеш гомна. Исто е и со овие луѓе. Џабе еднаш што ти помогнале, ако после тоа 10-15 пати ти ебале мајката, ти зареле нож у грб и без да бидете свесни кој ви го зарил ножот у грб и онака го откривате тоа после години и просто останувате зачудени во шок како е можното истиот човек тоа да го направи. Ова е одговорот. Значи говно е говно. Ако јас тебе еднаш ти помогнам, за после тоа 10 пати да ти го начукам, или јас тебе еднаш ако ти помогнам и секој ден раскажувам на луѓе како сум ти помогнал, ја не сум твој спасител, јас сум говно. Толку е просто. Човек што ви е вистински пријател и вистински ви помогнал од срце, тој никогаш нема ништо лошо да направи, да ви направи. Кон таквите треба да се биде без разлика дали еднаш ти помогнал во животот, еднаш си го видел. Кон таквите секогаш сум за тоа да човекот да има чувство на благодарност, дека некој некогаш дека тој филјан човек некогаш му помогнал. И треба да ја покаже таа благодарност. Во овој случај, првиот, е што сте сите некако на некој начин инволвирани во тоа, имате по некој тако. Ич да не му ја мислите. Говно е говно. Дали во него се содржи во целата негова тежина од 80, 60 или 90 кила, дали има 100, 50 или 10 грама говна, он е говно. Се, одмова да го преведуваме на малце по-широки размери. Често пати ќе чуете бугариве и нивниве сателити, бугарашиве, како често пати демек сакаа да ја купат нашата лојалност, тоест да не придобијат на сила да ги прифатиме нивните уцени со тоа што ќе ви каже: а се сеќавате ние кој ви давме тенкови? А се сеќавате кој вас прве призна како држава? 91.
А Кочани, кој ги носеше болните во бугарските, повредените у бугарски болници? Кој? Ај кажете кој? Стока северно-македонска, благодарност да не покажат кон нас. Колку пати сме им помогнале, пожари, ние ќе дојаме, нешто ќе пуштиме некој хеликоптер. Важи истото. Потполно истото. Тие можат уште 200 пати да ни дадат по 200 тенкови. Не знам, не дај Боже да помогнат до некоја, не дај Боже да се деси некоја трагедија, нели со медицинска логистика и она, џабе. Кога нивните, кога се друго што прават кон нас е со крајно непријателски предзнак. А знаете на што се однесува тоа? На закани, на уцени, на банирање, блокирање и така натаму и така натаму. Значи, бугари, можете да помогнете уште 200 пати за други работи. Се додека вие не уценувате дека треба да се само избришеме од книгата на историјата и на светската цивилизација како народ, вие сте онаа споредба што ја кажав. На 10 километр стави му 100 грама говна, ти си говно. Крајна приказната. Ние кон вас нема зошто, ако очекувате од нас некаква лојалност и фала за тоа што сте помогнале некад, нема да ја добиете од овие причини. Затоа што се друго што правите е на штета на Македонија и македонскиот народ, особено затоа што вашите барања ставаат Македонија и македонскиот народ во живото загрозувачка ситуација или контекст. Дојде тука вчера, завчера Марта Кос, комесарката за проширување или за кој кури да е, тамо, Словенка, кај шо уште еднаш многу конкретно ни објасни дека условот за влез во Унијата не се гаранции, туку исполнување на обврските. Тоест реформи и дека гаранциите, дека Европската Унија не работи со гаранции. Што се тоа гаранции? У случај кога една земја членка на Унијата те уценува да се откажеш од себе, од својот идентитет, од својата историја и ти што си побарал гаранции дека доколку ги пуштиме нивното така наречено купено малцинство, побугарчено малцинство од Македонија, дека ако го отвориме специјално уставот за тие одроди, дека они повеќе нема да бараат, не имаат никакви барања, за да не оценуваат за пристап наш за преговори во ЕУ. Кваката 22 ево тоа што они со самото тоа што бараат отварање на уставот и да ги примиме така наречените бугари во уставот, со самото тоа фактички они ти кажуваат дека тука нивните барања нема да запрат. Зошто инаку би го барале тоа толку упорно да влезат во уставот? Со самото тоа е јасно дека они гаранции ни можат ни сакаат да дадат. Напротив, гаранцијата е нешто што им е последното во паметот било кога.
Значи, они бараат отварање на уставот баш заради тоа, за да ни ги одземат нас секоја можност да реагираме во моментот кога ќе почнат да ги поставуваат другите услови и другите барања, со што ќе тотално ќе ја поделат или федерализираат држава. И да бидеме утре како целина од 3 поиманеа кантони, ентитети. Бугарски, албански и македонски. Некој атар да не затворат така. Тоа е целта. А сепак таа целина да си се вика како што си се вика сега. Ама целта е тоа да биде тотално федерализирана и поделена. И сега, ти доаѓа таа Марта Кос и ти вика, не, Унијата вика, не се занимава со давање гаранции или барање гаранции од бугарите дека нема да бара да имаат други барања. Не, ние се занимаваме со исполнување на обврски. Како така? Значи, а од друга страна, ти вика, клуч за влезот на Македонија во Европската унија е отворање на уставот и пуштање на така наречените бугари малцинство во уставот. Замислете, Марта Кос мисли дека може да не влече за нос. Мисли дека сме ретардирани кутрите ние. Марта Кос, серем ти се Унија, у Европска Унија, серем ти се. Или како е веќе тоа на словенечки. Посрао ти се на Словенечка Унија. Јако посрао. Значи, ти доаѓа и пошто те мисли дека си ретардиран македонец, јако една живеевме у заедничка држава и многу добро знае некои работи, што придонесува таа држава да се распаднат, и токму тие работи, она ги поддржува, поттикнува, застанува за нив, кога се случуваат во Европската унија, од една нивна фашизоидна партнерка во Унијата. Но аз за тоа можеби потоа, можеби и нема да го кажам тоа. Овако. Значи она, македонците и смета за бройлери, идиоти, кои што можеш со морковче да ги залажеш, да се само избришат и само укинат. Морковчето е Европската унија. Ама затоа стапот кој ќе го извади, тоа не изгледа некако добронамерно и пријателски од страна на Европската унија. Кој ќе ти рече да, исполнување на обврските реформите, ама клучот е отварање на уставот, пуштање на оние купени, одродени македонци за внесување нивно во уставот. Значи, ти кажи у превод, ве сматрам вас македонците, јас ве рачунам за глупи и ви кажувам дека во превод можете да ги направите сите реформи, да ги исполните сите обврски за влез во Европската унија, да станете земја со нулта корупција во Европската, што чека влез во Европската унија, земја со нула криминал, земја на совршени луѓе, совршено честни луѓе, све може да исполните. Боли од нас да станете у било која ставка од општественото, политичко и не знам какво живење, ама ако не исполните, ако не ги пуштите бугарите уставот, ние не ве примаме во Унијата. До толку не сметаат ретардирани. Значи, како и да се завртиш, клучот за влез ти е отварање на уставот и внесување на бугарите уставот. Значи, нив не име ништо друго битно у случајот. Не бе реформи
не знам, критериуми кои што треба да се исполнат за влез во Европа. Не, ништо тоа не им е важно. Па Марта Козви кажа сега од Скопје, седеше овој од пресот. Не им е тоа важно. Можеш се да исполниш. Али бугарите, ако не ги пуштиш устав, џабе, ти нема да влезеш во Европската унија. Па Марта Коз, можете сите вие да се ебете у нос. И не само у нос, него и уво, грло, нос. Од прв до последен, пошто сте говна. Па Морковче ти пушта, па виде и до сега одлично напредуете у било што друго, така да ќе ви ги појачаме парите од ЕУ што ви ги даваме, пошто добро напредуе. Морковчето. А не е ни битно тоа колку ние напредуеме, не им битно име Бугарија уставот да им ги внесеме. За да распрчат држава, да ја федерализираат. Со тоа што ќе влезат во уставот и ќе имаат други барања. Само тогаш више од со институционална моќ зад себе. Парламент, партии, ова, она, школи, медиуми, тие сега вака имаат, тек тогаш ќе бараат службен јазик, ќе бараат прослава на бугарски празници у Македонија, кои што бугарски празници значат символ на агресија кон Македонија и македонскиот народ, ќе треба да им ги славиме одека празниците. Да им гледаме знамиња исто како на овие браќава, како им се веат сегде. Ќе побараат тројазичност. Да пишува, пример, под некоја перална на македонски, перална за коли на ова, на албански, од оздола перална за коли на бугарски. Автомивка ќе пише. Тоа сакаат. Добре сега, перална за коли не е државна институција, ама сваѓате споредба што ја направив. Така? Истата приказни со Европската унија. Џабе ти помага, ако после тоа се обидува на различни начини да те уништи. Истата приказна со медот и гомната. Затоа не треба да им веруваме ни збор, ни на оние од Европската унија, за бугарите ба да не правиме муавет. Тие не може да ни дадат никакви гаранции. Нивната цел е друга. За жал. Има шанса да ни се покажат и докажат дека се пријатели, они напротив само покажа, ги симнаа маските до крај и покажа какви вековни непријатели се на македонскиот народ и на желбата да се има македонска држава или како во случајот да имаме македонска држава. Нема никогаш да се помират или по тоа прашање се додека ние имаме наша држава и се додека се држиме до она што се вика македонство и национални интереси. Никогаш нема да се помира. А Европската унија може само да биде сигурна дека овие преседани што ги прави, овие уцени што ги прави, така што застанува да го чува грбот на една своја фашизоидна членка, која што ги крши сите темелни вредности на Европската унија, со незиниот однос кон Македонија, можат само да бидат сигурни дека многу брзо ќе дојде денот кога самите ќе се распаднат однатре. А тоа нема да оди така лесно. Таму, кога ќе се распадне унијата, исто ќе падне крв. Ќе падне крв. Нема тоа да биде по административен пат со пенгалцај од утре не сме сега више дел од унија, не сме више Европска унија. Сега сме пак сам по сам. Нема да иде тоа така.
Така што мислам дека ви разрешив као ваш најпознат лайф коуч, ви разрешив една голема дилема. Затоа нашиве ич да не ги боли таквоето и ги гледам се држат до тоа, кога ја ги бараат нашиве некакви гаранции од Бугарија, ако се свесни и премиерот и цела наша влада дека такви гаранции нема да добиеме, убаво е. Убаво е да играме понекад, онака по нивнава, како се вика тоа, партитура, да свириме. Да, супер. Ама одлично, ама ние одма би отвориле уставот. Ма бугарите, ма сите до еден би ги внесли. Ма немаме проблеми домашните миленичиња да им ги внесеме уставот. Еве, кој од тие што се пишеле бугари, има дома куче, маче, папагал, појма немам, буба, шваба чува, пајак чува, некој, овона, тарантула, питон чува. Магаре може Мариовско, некој чува дома. Сите ќе ги внесеме уставот. И сите бугари ќе напишеме. И магарињата, и кучињата, и мимачињата, и ова, и она, и куров, и палов. Све живо ќе напишеме бугари, сите ќе ги внесеме. Со се домашните миленичи. Немаме проблем. Ама гаранции сакаме. И тоа е многу супер така Мицко што ја дупи Европска унија. Онака баш интелигентно ја дупи. Само гаранции да ми даат. Нешто што сите знаат дека такво нешто нема да дадат. И Европската унија знае дека Бугарија нема да даде, и Бугарија знае дека и она нема да даде, и ние знаеме дека Бугарија исто дека нема шанси да даде гаранции. Али фина се правиш будала така. Топ, само тоа уште. Иначе тука сме ние. Ние сме за ЕУ. Ама дај Бугарија гаранции, нема проблем, нема никаков проблем. И добро е што на ВМРО и на премиерот Мицковски им е јасно колку е ова прашање важно за македонците. И колку е важно да додржат на своите ставови до крај, да се покажат дека се непоколебливи, дека се цврсти. И нормално, се додека тоа го манифестираат таа сила на ваков начин, таа нова македонска надворешна политика, таа нова реторика, ако сакате, оти да ви кажам, Мицко без ракавици им кажуе. Фактички, он без разлика што ке каже гаранции, береме овона, значи, неговиот политички говор, како што се толкува, е многу јасен. Ставот на Мицковски кон ЕУ и кон Бугарија е таков како што треба да биде државнички. Кој вебе, бе? Кој вебе на сила нема да не добиете? Со уцени нема да добиете ништо од Македонија, од македонците. Нема, бе, заборавете на уцени. Многу недвосмислено у суштина. Без разлика што он ќе каже, да, бе, гаранции. Говорот за тие тамо горе им е многу јасен што значи на Мицко. Дека фактички им каже кој ве ебе. Кој ве ебе им каже на дипломатски начин. Така што, пошто светот е отиден одамна у курац, откако почна короната, така да најпаметно ништо и да не очекуваме. Ние во Европска унија нема да бидеме примени. А тоа примање, по таква уцена, по таков клуч што викаат они, само за бугарите да сме ги признале како малцинство, како уставотворно малцинство. Бугари, кои што само лошо сакале да им направат на Македонија и македонците, нив да ги примиме како, да ги признаеме како уставотворен народ. Кои што наместо да се борат за идеалите на слободна Македонија, они учествувале во окупација на Македонија и македонскиот народ. И таа окупација ја спроведувале со многу зверства. Зверства што денес уште од ретките преживеани сведоци на нивните зверства, ретки се веќе тие,
уште зборуваат. Имам еден пријател, има баба му има скоро 100 години. Сега да ја прашаш, ќе ти раскажуе. Какви администратори биле бугарите 1941 година, која дошле во Македонија? И колку не биле фашисти, они како викаат. Бугарија не била фашистка. Како викаат, не знам на бугарски. А во едно-две цар Борис идел кај Хитлер да се поклони, да му баци рука. Не биле фашисти. Јок, брате, не. И оној парламентот, кога ја фали тој, како се викаше тој премиерот 41 година, вика, ние со оската тројна и големиот фюрер, го фали фюрерот у парламент. Има документирано видео за тоа. Која каже дека Македонија, која вика дека Българија, благодарение на оската на Мусолини и Хитлер, Българија ќе биде од Дунав до Бялото море и од и од Черното море до, не знам, Јадранското море, или каде таму, или до Охрид, вика, до Охрид. Или до каде. Тоа го има документирано. Оти не биле фашистка страна, не биле фашистичка држава. И се ние сите треба да се правиме будали, да заборавиме и на тоа. Само затоа што бугарите така сакаат, а он вика, да, не бевте, стварно не бевте. И па вие Хитлер него ни познавте, па цар Борис со Хитлер се немаше ни видено, не ни знаеше кој е Хитлер, појма немаше кој е Хитлер. Така што, драги мои, не ја заборавајте, во било која згода животната лекција која што ви ја пренесов бесплатно. Значи, во вакви ситуации, трипер ситуации, која некој ви помага, ви помогнал еднаш и ви извадило тешки говна, а кога подоцна сака уште 10 пати ве бутнал уште потешки говна од кој што ве извадил, да знаете дека тој не ви е пријател. И со него не треба пријателски. Со него само треба бескрупулозно, многу директно, многу смирено да му се каже, одјеби, ти више у мој живот не влагаш. Ти за мене више не постоиш. Така треба и на ниво на кога е поголема слика во прашање, исто треба да се реагира во такви ситуации. Да им се каже на тие кои што сакаат да те удават у тешки гомна, како народ, како држава, треба да им се каже, кој ве? Знаеме дека сте говна, а со говна ние не разговараме, ниту преговараме.